Ожнеани и првите снопија ориз во Кочанско. Традиционално со срп ги зажнеа овогодишната жетверска убавица Јулија Крстева и со благослов и песна беше означен официјалниот почеток на жетвата. По собирање на снопјата, ожнеан ориз беше демонстрирана и вршидба на гумно. На манифестацијата се собраа голем број гости од земјава и странство, за да ги видат обичаите поврзани со жетвата. Нека бидат живи здрави младите генерации, нека го следат ово и нека продолжат со иста традиција. Ово е нешто за Кочани и Кочанска општина, нешто најдобро, најсвечено и овој ден треба да биде у историјата и да се запамти и младите генерации да продолжат оваа иста работа. Годинава под ориз се насијани 4600 хектари, од кои се очекува род од околу 15.000 тони оризова арпа или 10.000 тони квалитетен бел ориз. На завршувањето на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, рече министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков и додаде дека во наредните 10 години државата ќе вложи 200 милиони евра за реконструкција на системите за наводнување во државата, од кои скоро 1/3 во хидросистемот Брегалница. Површините кои што ова година се засејани некаде на 4600 хектари, во однос на 2008 година практично дупло се зголемени и секако дека цел на нашето министерство, односно на владата на Република Македонија, да овие површини во наредните 10 години ги дотераме на она што беше некогаш Кочанскиот ориз се засејуваше негде 8 до 9000 хектари. Сите заедно се трудиме да постигнеме што е можно поголеми површини под ориз, сите заедно да учиниме напори да оризот биде што поквалитетен, да се со воведување на нови сорти и нови мерки во обработката на оризот, така да се грижиме да нашиот земјоделец, нашиот производител на ориз има што поголеми количини, што поквалитетни количини и едноставно да створиме подобри услови за живење на нашиот земјоделец. Во рамките на манифестацијата беше прогласен и најуспешниот земјоделец. Наградата отиде во рацете на Костадин Христов од село Мојанци, на кој му беше врачена награда од Министерството вредна 80.000 динари. Член сум на две земјоделски здруженија, 2 години сум активно вклучен во проектот на ТИКА околе семињата. Сеам 5 хектари под ориз, 6 луцерка, 8 житни култури. Многу сум задоволен од новата сорта на ориз. Во склоп на манифестацијата, вештите жени беа подготвиле трпеза со традиционални јадења од ориз, па присутните имаа можност да вкусат различни видови јадења направени од белото злато. Спојувајќи ја убавината и традицијата, трите најубави жетварки беа представени на сцената, а за културно-уметничкиот дел се погрижија фолклорните ансамбли од Србија, Бугарија, Турција, Унгарија и Македонија. Концертот започна со настап на Миле Кузмановски, кој пред присутните ги отпеа своите најголеми хитови.